Се сеќавате ли на 2005-та, драги мои, и на едно ексклузивно издание на Македониум со наслов «До крајот на светот»? Кога една невозможна мисија стана можна, да се отпатува во денешен Пакистан, да се стигне до Хималаите и да се пронајдат тие, македонците, од Хималајското кралство Хунза. Се будам во земјата на хунзите. Слики, форми и бои за кои сум мислела дека може да бидат плод само на уметничка имагинација. Состојба на духот која отпосле ја дефинирав како церебрална екстаза. Уникатноста на таа емоција на ова место може да биде доблест само на оние што ја спознале длабоко македонската димензија во себе, па имаат личен критериум за убавина, генерацијски пренесуван, ако си пород Македон. Тогаш тоа е вонвременска македонска убавина. Земјата на хунзите, последната хималајска оаза која не им дозволува на колосите да се допрат, всушност е последната точка на исток по стариот пат на свилата, крајната источна граница на древното Македонско царство или крајот на светот, онаков каков што го разбирал Александар. Овие луѓе велат дека се негови потомци. So, hello to Macedonian people. I'm same family from Macedonians. We have different explanations, but I think in my research, so when Alexander came in this area, so he divided his army in two parts. But Kalashian and the Hunza people, they are totally different from the part of Pakistan. You know, the language, history, and culture is totally, living life is totally different. So they're not from here. Hunza people and the Kalashian people, they're of course from Macedonia. Actually, just I know, we are from Macedonia in Hunza. The history, it's become father to son and son to son, son to son, son to son. Nobody write a book or some explanation. So this is the true explanation, I think. And later, in that time here in the Hunza also there is no education. But the people say we are from Macedonia. We are from Macedonia. Се сеќавате ли на 2008-та, кога тие дојдоа овде, представувани од кралското семејство, и кога за прв пат после 2300 години повторно стапнаа на македонската земја, истата таа македонска земја од приказните на нивните предци. И не случајно тој чин стана историски настан и ги помести границите на колективната македонска национална свест за тоа кои сме, што сме и докаде сме. Во денешново издание на Македониум сакам да ви го представам Никица Балтовски. Тој заедно со мене беше домаќин на кралското семејство од Хунза при нивната посета во 2008-та. За оние што не го знаат, бизнисмен, агроном со диплома од Универзитетот Вагенинген, Холандија. За оние што го знаат,
Еден македонец со големо М и со инспиративна национална енергија, каква што е неопходна за сите големи дела, зашто само големи луѓе се спремни за големи дела. Да, нивната посета беше историски чин. Историски чин за сите оние кои што придонесоа, а придонесоа многу. И затоа тој чин успеа. Затоа што македонскиот народ масовно се приклучи кон секаде каде што се случи овој настан, секаде каде што тие беа, македонците секаде ги дочека, ги поздравува, сакаа да ги пипнат, сакаа да ги допрат, сакаа да ги осетат, ги пакнуваа. Значи, покажаа македонците уште еднаш со каква љубов било кој гост, од каде и да е, го пречекуваат, која е нашата гостопримливост, што насекаде во светот не краси и не прави препознатливи. И само така можеш и да успее овој чин. Поголема беше важноста што еве ни дојдоа браќа и сестри. Некои тоа го нарекува спектакуларно затварање на македонскиот круг. Некои го дефинираа како најголемиот национален перформанс што и се случило на Македонија после долго време. За некои тоа беше историски настан што ќе одбележи македонската идна историја како документ за уште една голема, дотогаш неспозната македонска вистина. Престижните International Herald Tribune и New York Times го нарекоа овој чин последната битка за Александар и така го пренесоа на светската јавност. Така би го нарекла и јас. А ако навистина беше тоа, тогаш ние таа битка ја добивме, драги мои. Тргнавме ние тројца на патот по кој можеш да стигнеш до себе. Така велат дека е запишано на оваа карпа која хунзите ја нарекуваат Светата карпа уште во 3 век. Овој пат тргнавме на тој пат ние тројца. Јас, Никица и нашиот другар Трајче. И не се запишавме на Светата карпа, но го оставаме зад нас овој видеозапис како Македониум лето 2010.